Дали ќе се превземе нешто да во измени на законот на правилниците, да престане полицијата само да констатира дали има или нема насилство, туку да се направи нешто, било што, да се направи превенција. Затоа што да имало превенција, до ова не би се случило што се случи, а сега човеков и да го казните 100 години, е џабе, женава и детево се мртви. Министерството за внатрешни работи во изминатиот период покажа дека има енергија и има капацитет да се подобри во рамки на своето функционирање. Дали ќе сториме се што е во наша можност да се подобриме во секој еден сегмент? Да. Особено во овој сегмент и текако ќе треба да се подобриме во иднина. Што значи тоа? Првично, во рамки на новата систематизација, на ниво на држава, ќе формираме посебно оделение кое што ќе се занимава исклучиво само со овој тип на криминалитет, кое што ќе има за цел да имаме воедначен фокус и постапување на максимално професионално ниво во секоја една постапка на секоја една педа земја на државата. Нажалост, досега такво оделение, таква единица, такво тело на национално ниво немам. Еве 2026 година немаме. Дали јас сум имал 2 години за да донесам такво оделение во рамки на министерството? Да. Дали сум го донел? Не. Не бегам од тоа. Дали ќе го донесам? Да. Ова е само еден од механизмите кои што планираме да ги имплементираме во иднина, за да можеме да одговориме на се она кое што го имаме како криминалитет во државата, а особено на оно кое што ни се случува во последните години. Ќе има и други мерки, јавноста ќе биде запознаена, ќе треба особено да се посвети внимание на подкрепање на севеста кај граѓаните. Не само кај полициските службеници, не кај вработените во Центарот за социјални работи, кај секој еден македонски граѓанин. И ќе следите максимално, ќе сме фокусирани на ово го правиме подолг временски период, не само последниве 2 дена, но ќе биде сведок јавноста на сето на кое што ќе следи во наредниот период.